Опозицијските партии во Македонија и Грција ги користат преговорите за името за да добијат политички поени. Таков беше случајот со протестите во Солун, но и тие во Атина закажани на 4 февруари, каде најгласни против употребата на терминот Македонија се токму политичките партии кои не се на власт, вели професорот по историја Мире Младеновски. Во вчерашниот дебатен магазин Клик Плюс Младеновски истакна дека тоа воопшто не помага да се дојде до решение, напротив се продлабочува омразата и на двете страни. Денес патриотизмот не е да се чукаш во градите и да кажеш дека јас сум постар. Бидејќи тоа е еден синдром балкански, знаете, дека сакаме сите да своето право да го извлекуваме од староста, не? Кој е постар народ, кој дошол прв, кој и од таму да извлекуваме некакви привилегии во сегашност. Во емисијата која беше посветена на македонско-грчкиот спор гостуваше и новинарот Сеат Ризвановиќ, кој вели дека на некои соседни држави па и пошироко им пречи Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Многу е јасно дека не одговара на Русија. Русија тоа отворено го кажува, него не крие. Таа отворено се противи на членувањето на Македонија и скоро на Црна Гора во НАТО. Во Црна Гора има и судски процес за директна руска интервенција против членството на Црна Гора, каде што вооружена група се обидела да направи државен удар. Горан Лазаров од МЦЕО вели дека и доколку се постигне решение за името, речи си е невозможно во Европската унија Македонија да влезе во следните 5 години. Ја мислам дека доколку влеземе во оваа стратегија што ја спомнавме сега, некако тој процес и покрај тоа што Црна Гора и Србија веќе ги имаат отворено преговорите, мислам дека Македонија ќе го фати тој последен воз за да тргне заедно со нив и некако во пакет да влезат тие три плюс Албанија доколку нели они ги отварат преговорите во овој период. Учеството на Македонија во безбедносните мисии предводени од НАТО алијансата ја прави земјата мета на терористички напади, смета граѓанскиот активист Гоце Марковски. Со самиот факт што ние ќе праќаме војници во НАТО мисиите, ни се зголемуваат ризиците ние да бидеме нападнати од евентуално да се случат некакви терористички напади кај нас. Протестите во грчката престолнина закажани на почетокот на следниот месец отворено се поддржани од опозицијата, а се најавуваат како масовни со оглед на големото присуство на протестот кој се одржа во Солун пред неколку денови. Демонстрантите отворено бараат терминот Македонија воопшто да не се содржи во новото име, кое би требало да биде заеднички прифатливо за двете земји.